Директорот на детска клиника Реджеп Мемеди во петокот го затворил одделот за имунологија на клиниката кој постоеше со децении. Тројцата доктори и 8 сестри кои работеат таму ги распредели на други оддели каде им е дадено насока да примаат пациенти со старите истории, ама да го сместуваат во лежачки капацитети од само 4 кревети, наместо досегашните 10 што постоеле на одделот за имунологија. Директорот Мемеди пак за Слободен печат тврди дека одделот не е затворен, туку направил реорганизација на кадарот зашто нема ниту еден вработен со договор за дело и дека тој како одговорен според статутот на клиниката за организација на работата, сметалот и на ваков начин ќе има можност да се спроведат дежурствата. Страсбург не ги признава помилувањата на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов во 2016 година, но државата треба да им плати по 3600 евра на поранешните функционери Милејана Киевски и Коста Митровски. Поништувањето на помилувањата што ги донесе Иванов во 2016 година било оправдано. Државата имала право да ги поништи помилувањата бидејќи тие биле без законска основа во политичка криза, но на Јанакиевски и Митровски им било прекршено правото на фер судење. Ваквата одлука накратко денеска ја донел Европскиот суд за човекови права во Страсбург во случајот Талески и други против Северна Македонија. Председателот на Уставниот суд и уставните судии на последната седница со мнозинство гласови се изгласале од 1 октомври да земаат повисоки плати. Во околности на непостоење на посебен закон за Уставниот суд, судиите одлучиле да ги укинат измените на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во државата, а со кои беа намалени коефициентите за пресметка на платите на сите функционери. Всушност, судиите укинале делови од членот 14 од законот со кој се регулираат платите на функционерите, кои се однесуваат само на председателот на Уставниот суд и дел од членот 15 кој се однесува на членовите на судот, односно судиите во Уставен. Па со укинувањето од 1 октомври платите на председателот ќе се пресметуваат според измените на законот донесени во 2024 година. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев е бугарски државјанин и е поврзан со фирма во Кюстендил, обвини опозицијската СДСМ, повикувајќи се на документи објавени во бугарски медиуми. Владата најавува нови мерки за стабилизирање на цените со цел инфлацијата да остане под 3%. Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека вчера се одржала работна средба со представници на најголемите трговски синџири во земјава, посветена на справување со растот на цените на основните прехранбени производи. Во наредниот период ќе следуваат и средби со добавувачи и производители, со цел да се постигне заедничко влијание врз намалување на ценовниот притисок. Граѓанската иницијатива Стоп за Усие попладнево во Скопје организира протестен марш поради, како што велат, барањето на цементарницата Титан Усие да продолжи да ги труе скопјани со застарени стандарди. Од иницијативата посочуваат дека наместо усогласување со европските норми и најдобрите достапни техники, Усие бара продолжување на работењето со гранични вредности за загадување од 2007 година. При тоа, како што тврдат во барањето за продолжување на дозволата, не се предвидени конкретни мерки за намалување на емисиите. Трета сезона поред, Скопскиот аквапарк е затворен за посетители, а според информациите од спортскиот центар Борис Трајковски кои управуваат со просторот, граѓаните и ова лето нема да можат да го користат како опција за разладување и забава поради, како што велат, етапно сервисирање и поправање на реквизитите. Поради високите трошоци и недостиг на финансии, санацијата ќе се реализира во фази, со цел објектот да биде подготвен за наредната летна сезона. Во рамки на активностите ќе бидат опфатени сервиси и сертификација на тобоганите, поправка на водните помпи и санација на дел од патеките. Државниот завод за ревизија предупредува дека ПИОМ не може да ги исплаќа пензиите без помош од државата.
Според ревизорскиот извештај на крајот од 2024 година биле евидентирани 556.294 осигуреници и 343.048 пензионери, што значи дека на еден пензионер доаѓаат 1,63 работници. Приходите од придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во 2024 година изнесувале 71,4 милиарди денари, што е раст од 14% во споредба со претходната година. Сепак овие средства не биле доволни за покривање на расходите за пензии, кои достигнале 90,2 милиарди денари. Некогаш кафеаните беа институција, сега да ти е страв да влезеш. За една година храната во угостителските објекти поскапела за 6,4%, а алкохолниот пијалок за 7,3%, безалкохолните пијалоци за 4,1%. Угостителите велат дека и покрај посетеноста значителен дел од гостите се редовни, додека семеен оброк за 4 лица може да чини и неколку илјади денари, зависно од изборот на јадење и пијалаци. Бугарскиот председател Румен Радев најави дека Софија би можела да стави вето на дел од европските санкции против Русија. Кога Европската Унија реши во новиот пакет санкции против Русија да ги вклучи рускиот православен патриарх Кирил и поранешниот председател на Лукойл Вагит Алекперов, Бугарија се спротивстави. Радев најави дека Софија ќе стави вето на пакетот санкции кој опфаќа 34 луѓе и 47 компании, доколку овие две имиња не бидат отстранети од листата. Убиство среде Белден во Белград. Напаѓачот прво се поздравил со жртвата. Инцидентот се случил околу 16 часот во кафоле во населбата Кумодраш во Белград, кога напаѓачот прво се поздравил со 46-годишниот Дарко Весковиќ, познат како Прика, пошто пукал во него и во уште едно лице кое седело на истата маса. Демонстрантите во Албанија ги објавија своите барања: оставка на Еди Рама и преодна техничка влада. Во соопштение прочитано во име на организаторите беше нагласено дека главното барање е безусловна оставка на премиерот и владата, придружена со формирање непартиска преодна влада со мандат од 12 месеци. Тие бараат и уставни измени за да се обезбеди еднаквост на граѓаните пред законот, при што измените би се усвоиле преку народен референдум. Двајца агенти на руските служби планирале експлозија во центарот на Киев. Украинските власти го спречиле нападот и привеле двајца осомничени. Од службата за безбедност на Украина наведуваат дека експлозивната направа била поставена и планирана за далечинска активација. Истрагата продолжува. Хорор во Калифорнија. Вооружен напаѓач убил двајца луѓе во библиотека и повредил дете. Двајца возрастни луѓе биле убиени, а детето било пренесено во болница со полесни повреди. Кога полицајците пристигнале, осомничениот побегнал низ задниот дел од зградата, но бил фатен и приведен од полицајци кои биле распоредени надвор. Америка ги олесни санкциите за иранската нафта. Техеран негира дека прифатил да ги прими назад нуклеарните инспектори. САД издадоа 60-дневно изземање од санкциите за Иран со кое се дозволува продажба и испорака на иранска нафта до 21 август, додека Техеран го демантира тврдењето на американскиот подпредседател J.D. Венс дека ќе дозволи враќање на нуклеарните инспектори. Почнуваат нови преговори меѓу Израел и Либан. Либан денеска во Вашингтон треба да започне нова рунда разговори со Израел, при што Бејрут е решен да продолжи со директните преговори, иако нивното значење е до некаде намалено од одлуката на Иран да го вклучи Либан во сопствените преговори со САД. Израелските власти и безбедносните сили намерно ги таргетирале палестинските деца, што резултирало со геноцид, злосторства против човештвото, војни злосторства во Газа и војни злосторства на окупираниот Западен брег,
откри денес независна истрага на Обединетите нации. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.